Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест денеска мој гостин да биде Антонио Милошовски, пратеник, поранешен министер за надворешни работи, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добро дојде. Благодарам многу за поканата и поздрав до гледачите, Љупчо. Антонио, имајќи предвид дека долго време си во политиката, но и според она што ни се случува, како ја оценуваш денешната, не да речам криза, туку справувањето на власта со кризата која што надвиснува сега за сега се уште не е на тоа ниво, но еве конкретно моментот се горивата, како оценуваш како се справуваме со ова досега? Па може да се направи споредба, бидејќи не е прв пат Македонија и Европа целокупно да бидат засегнати од енергетски кризи кои што не се во нивното влијание. Првиот фактор кој што влијае на оваа криза, на поскапувањето на енергенсите, не е контролиран ниту од Македонија, ниту од Германија, ниту од Словенија, ниту од Србија или други држави. Други фактори го диктираат тоа темпо, но споредбата може да се направи со времењата кога сме имале слични кризи и како реагирала владата, не да го отстрани факторот на кој што не може да влијае, туку како да го ублажи влијанието на тој фактор или последицата во стопанството и кон потрошувачите и граѓаните. И сметам дека владата направи еден добар чекор, затоа што се откажа од еден солиден дел од данокот на додадена вредност, кој што во принцип е данок кој што го полни државниот буџет. И кога владата ќе се откаже од дел од средствата кои што се влеваат во државниот буџет, тоа значи дека направила добар промислен чекор во интерес на потрошувачите, на граѓаните, но и на стопанството целокупно. Тоа не верувам дека ќе ја реши светската енергетска криза, која што ја зафаќа и Европа, но во секој случај покажува една добра проценка да биде од помош на македонската економија и на македонскиот граѓанин. И сега за сега мислам дека ќе направи една добра рамнотежа за ублажување на овој енергетски шок. Велат дека пред фактите и бројките и боговите молчат, тоа за жал не важи за македонската опозиција никогаш, но тие постојано критикуваат, постојано како власт е предмет на критика, особено за горивата. Би сакал да направам една споредба која што ја правев и за порталот Курир за случувањата 2022-та, тогаш имавме корона криза, знаеме како поминавме. Сега имаме криза со Иран, која што е подиректно поврзана со цената на горивата, но споредбата се однесува и на односот плати и горива, односно куповната моќ на еден просечен македонски граѓанин. Во превод, просечната плата тогаш беше 26.000, сега е 46.400 денари, денеска излезе ДЗС со проценката. Тогаш минималната плата беше 15.600, денеска се извинувам, е околу 25 до 26.000, тоа се исто така податоци на Државниот завод за статистика. Тогаш горивото го достигна пикот на 107,5 денари, денеска горивото е 95 денари, е дизелот зборуваме. Да. Сега математиката вака оди, прости што сум малку долг, значи вика вака. Во 2022-та со минимална плата граѓанинот можел да купи 141 литро дизел гориво. Денеска, во 2026-та, граѓанинот може да купи 260 литри со денешната минимална плата. Или пак, со просечната плата, во 22-та, 277,5 литри со просечна плата, денеска со просечна плата имаме точно 500 литри. Разликата е скоро двојна. Дали ова зборува за тоа каков е перформансот на едната и на другата влада, бидејќи ти спомна, да, денешната влада, актуелната, предводена од ВМРО ДПМН, се откажа од ДДВ-то. Чуму СДСМ во една таква криза, кога имавме, да не речам, дупло помали просечни примања и минимални плати, не се откажа од ДДВ-то? Тука мислам дека е неголемата разлика. Овие податоци се сосема аргументирано, да речем, ја потврдуваат разликата од корона кризата по однос на куповната моќ тогашна на македонскиот граѓанин и денес, каде што се забележува една значителна разлика. И втората разлика, денешната енергетска криза поврзана со ценовниот шок на горивата,
која што е предизвикана од војната во Иран. Најголемата разлика е што владата предводена од премиерот Мицковски се откажува од дел од ДДВ-то и го спушта ДДВ-то за горивата од 18 на 10%, нешто за што воопшто немаше расположение кај владата на Заев, Ковачевски, Венко Филипче, Артан Груби и сите тие кои што беа тогаш првенци во тој владен дует на СДСМ и ДУИ. И затоа сметам дека ваквиот потек кој што е направен би требало да биде поздравен и од страна на СДСМ, бидејќи и тие најдобро знаат, посебно тие кои што се занимаваат со буџет и финансии, дека е доблесно за секоја влада кога се откажува од дел од даноците кои што претходната влада ги пропишала или многу влади наназад ги подигнале ги воспоставиле на ниво од 18%, сега во ваков еден енергетски шок и криза се откажувате и правите отстапка на 10%, и тоа сметам дека е политички коректно, промислено по однос на самата, би рекол, услуга што се прави кон стопанството и кон граѓаните, и од друга страна сметам дека и Социјалдемократскиот сојуз би требало кога критикува да ги погледне своите постапки во време на слични енергетски кризи кога тие ја предводеле владата. СДСМ можеше да се откаже од се во државата заедно со ДУИ, но никогаш не се откажуваше од повисоки даноци, од буџетски приливи или од нешто што може да биде на некој начин оженеано од македонските стопанственици или од македонските граѓани. ВМРО покажува доблес дека во ваква една криза, заедно со коалиционите партнери, а направено со една солидна проценка, е спремна да се откаже од дел од даноците на сметка на државниот буџет, а во полза на потрошувачите и стопанството. Како го толкуваш нивниот агресивен и арогантен настап кој што не се смени, особено последниве неколку месеци достигнуваат некое кресчендо постојано со обвинувања, не само на планот на поскапувањата, на секое можно поле, лавина на лажни вести, извитоперувања, има многу приказки тука околу влогата на Башановиќ, кои да не, но сепак, дали е ова конструктивна опозиција во еден ваков момент со кој што се соочува државата? Во моментов, раководството на СДСМ нема политички компас на делување. И тоа не го говорам само за нивниот однос кон владеачкото мнозинство, туку го говорам и кон нивните собствени поистакнати членови во рамките на СДСМ. Секој кој што има различно мислење, без разлика дали е представник на власт, на собраниско мнозинство или на дисиденти, така да ги кажам, од редовите на СДСМ, наидува на жестока критика, омаловажување, агресивен речник. Тоа говори дека раководството на СДСМ во овој момент се чувствуваат уплашени, загрозени. Може би имаат некое предчувство дека одредени истраги, предистраги, предмети можат да бидат да дојдат на ред за анализа, за обсервација од надлежните државни органи. Може би тоа е мотивот за едно вакво однесување, но СДСМ никогаш не била толку агресивна како што е денес. И со вокабуларот, и со пристапот кон било кој поинаку размислувачки новинар, политичар, функционер или истакнат член на СДСМ. Очигледно е дека она што го гледаме во јавноста како СДСМ е ликот на поранешниот министер, актуелен пратеник Венко Филипче, но во позадина по се изгледа, земајќи го во предвид нивниот тон и речникот, е дека некој друг го има далечинското во рацете и начинот на кој што го управува Венко Филипче како претседател на СДСМ. Веројатно тоа е неговиот најблизок партиски и личен другар Зоран Заев, но Венко Филипче во моментов само номинално е претседател на СДСМ, а суштински гледаме дека
не ги креира политиките на ова до пред известно време битна политичка партија во Македонија. Премногу симптоматично е што нивното однесување се промени, буквално кажано, пред, а се засили по откажувањето, односно оставката која што беше изнудена, требаше да биде разрешен, па тоа поднесе, зборуваме за Коцевски, и сега нагло се зголемува со доаѓањето на Савевски, повторно ќе го кажам, тоа кресчендо кое што буквално се гледа од авион. Дали сепак на крајот на краиштата некој не е загрижен за Македонија, за стандардот, туку за својата слобода? Па јас тоа го забележувам во самите реплики и контрреплики што се ги даваат актуелни и поранешни истакнати членови на СДСМ. Во последното, да го кажам, препирање помеѓу Венко Филипче и Петре Шилегов, едниот како актуелен председател на СДСМ, другиот како поранешен истакнат член на СДСМ и поранешен градоначалник од нивните редови, гледаме дека замерките од Филипче кон Шилегов е дека вториот настапува со цел да заштити свој криминал, а репликата од Шилегов кон Венко Филипче е дека Венко Филипче настапува на начин кој што ја дезориентира опозиционата партија, се со цел Венко Филипче да заштити свој или нечив друг криминал. Така што гледаме дека до вчерашни блиски и високо рангирани партиски функционери на СДСМ, кои што веројатно знаат многу повеќе за своите действија или меѓусебна соработка или некои заеднички или поединечни проекти, се обвинуваат за заштита на криминални постапки во претходниот владин мандат. И тоа е една индиција дека која говори вистината ќе видиме, дали ја говори вистината Венко за Петре Шилегов или Петре Шилегов има право за постапките на Филипче или можеби и двајцата се во право, но тоа доведува до заклучок дека тука постојат некои сознанија, нивни меѓусебни, за индиции за сторени незаконити действија во рамките на власта СДСМ и ДУИ, и затоа сега и си префрлаат, бидејќи се паднати на едно ниско ниво како политичка партија и се борат за не за опстанок на би рекол на СДСМ толку, колку што се борат за опстанок на нивните позиции во моментов. Интересно беше што освен тоа што се обвинија и двајцата дека се криминалци, како што каже и ти самиот, најиндикативен момент беше што и двајцата се обвинија дека се контролирани од ВМРО ДПМН. И едниот и другиот се обвинија дека одработуваат за ВМРО, едниот Врхушката и Филипче, другиот Шилегов директно. Ги контролирате ли, одработуваат ли Шилегов СДСМ, а со тоа и целото СДСМ? Јас се шегував цело СДС ВМРО-вски град, односно партија, нели, бидејќи тоа дојде според нив. Ги контролирате ли, буквално кажано, сите во СДС? Така испаѓа работа, Антони? Па, малку чудно е што СДСМ дава такви квалификации. Веројатно тоа произлегува од нивните навики во периодот после Шарената револуција и во времето на СЈО, кога се обидуваат да контролираат се во јавноста и во политичкиот живот. И тогаш беа во некоја желба, имаа некоја амбиција да бидат една страховлада, така да кажам, и да ги контролираат и медиумите, и политичките опоненти, да купуваат претеници за менување на устав и да конструираат одредени кривични предмети за да може потоа со нив да тргуваат, да рекетираат стопанственици и така натаму. Но разликата денес е во тоа што ВМРО ДПМН нема време да се занимава со СДСМ, ниту пак при вакви едни внатрешни партиски конфликти во СДСМ, ниту пак имаме потреба да се занимаваме и да трошиме време на СДСМ. Имаме други обврски. Обврските на ВМРО ДПМН кои се најбитни е да испорачаме пред граѓаните тоа што го ветиле градоначалниците за локалните избори, да испорачаме пред државата тоа што сме го ветили, превзеле како обврска за капитални инвестиции
и да испорачаме пред домашни и меѓународни актери тоа што сме го превзеле како обврска од реформската агенда и да го подобриме системот и неговата функционалност. Така што тоа се приоритетите на ВМРО ДПМН и ниту имаме време, ниту имаме потреба да се занимаваме со дворските игри и внатрепартиските препукувања на СДСМ, тоа им го оставаме на нив самите, но морам да истакнам дека иако може краткорочно човек да ликува на една таква внатрепартиска кавга или соперништво, искрено не верувам дека ова не само што не му користи на СДСМ, туку не е добро ни за државата, што СДСМ влегува во една таква силна фрагментација и внатреполитичка конфронтација, затоа што кога немате сериозна опозиција која што нуди решенија, предлози и политичка или економска алтернатива, тогаш тоа не и помага на актуелната власт, туку може да делува како фактор кој некои избрани менувани функционери може да бидат демотивирани во однос на перформансите на нивната работа и затоа би сакале СДСМ што поскоро да застане на некој свој нозе и да почне да личи на една здрава, демократска, конструктивна опозиција која што ќе понуди решенија за некои недостатоци кои што секоја влада нормално е дека ги има. Значи негираш дека имате агенда за рушење на СДСМ, тие ја нарекоа платформа и дека со нив вие ќе ја рушите партијата, иако мене искрено ми личи како автомобилот на Мамли кога ќе застана со ова што го прават, дека буквално ќе се распадне, не знам зошто би ги рушеле, но немате платформа како што велат тие за нивно рушење, така? Па во моментов мене ми изгледа дека ако некој има платформа за деградирање на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, тоа се актуелното раководство на СДСМ, како и оние кои што имале желба да бидат на чело на СДСМ, а веќе не се. И гледам дека самите работат против себе, не би знаел што да им дадам како коментар, освен дека најдобро е да се реформира партијата и да понуди нешто посериозно на политичката сцена, бидејќи СДСМ ја паметиме како партија која што имала солидни човечки ресурси. Денешната СДСМ не личи на една таква, не е во една таква позиција. Да се вратиме на сериозните теми, СДСМ дефинитивно не е една од нив, но започнавме со поскапувањата, еве токму и со горивата, домино ефектот е неминовен доколку продолжи ова, но да се вратиме на изворот на целата оваа приказка и на поскапувањата, се вика Иран, она што се случува со војната во Иран. Денеска има некои позитивни ветришта кои што провеа токму директно од страна на американскиот претседател Доналд Трамп и неговите изјави. Како гледаш на случувањата таму? Па прво, тоа што сакам да го напоменам е дека помеѓу Соединетите Американски држави и Исламската република Иран секогаш постоеле тензии и напнатост, никогаш не биле во коректни, уште помалку во блиски или партнерски односи. И од време на време тие тензии знаеле да ескалираат. Овој пат гледаме дека таа ескалација одеше до ниво на војна конфронтација. Ги немаме целосно сите податоци кои со што располага или со што би можел да го загрози регионот околу Иран, но во секој случај се работи за една држава каде што нема опозиција, изборите се проформа и се работи за една теократија во која што еден човек или едно семејство или една лоза долго време управува со таа држава. Гледаме дека поседуваат и посериозен воен арсенал и дострелот не е шега, тој што го имаат на располагање. Но во секој случај, она што и одговара и на Македонија, тоа и сметам дека и одговара и на Европа како континент, е оваа воена операција сепак да не трае предолго. Ние не би можеле да одлучиме, не сме фактор во таа игра, колку ќе трае овој воен конфликт, но во секој случај, доколку трае предолго, тогаш енергетската криза ќе влијае и на демократскиот свет.
на сите земји во европскиот континент, на самите Соединените Американски држави, на земјите од подалечниот исток, Јапонија, Јужна Кореја, Австралија, Филипини, Малезија и така натаму. И затоа сметам дека би било пожелно, доколку овие изјави на председателот Трамп, за кои што денес даваат некакви сигнали за можна деескалација, во следните денови и се случи таа деескалација, ако се успее да се воспостави тој позадински канал на комуникација, кој што сигурно овие изјави не се дадени случајно, сигурно и американската, па би рекол и дипломатијата на официјален Техеран имаат директно или преку посредници стапено во некаков контакт, за да се спушти топката и да не се оди на дополнителни штети, кои што не само на Иран, туку на целиот Блиски исток би му предизвикале посериозни економски, политички, безбедносни последици, па и последици по однос на жртви. И ние искрено се надеваме дека овој диалог, овие дадени, би рекол, овој 5-дневен рок за комуникација помеѓу официјален Техеран и Вашингтон, дека ќе дадат некој резултат и дека ќе успееме да посведочиме едно деескалирање на овој воен конфликт, со што и геополитички би се смирила оваа тензија, а и самите економски последици за европскиот континент и за поширокиот дел од светот би биле ублажени или би можеле повторно да се вратиме на траките на економски раст и на инвестиции и на добро снабдување со различни материјали и суровини кои што доаѓаат и од тој дел на светот. Како поранешен, долгогодишен министер за надворешни работи и одличен познавач на геополитичките случувања, што покажа иранската криза, да ја наречам, или конфликт? Каков е светот денеска, бидејќи многумина очекува многу поостри реакции од Русија, особено, исто така од Кина. Не се случи, Иран е дел од БРИКС, се покажа тука слабоста на БРИКС наспрема компактноста на некои други организации. Се иако пак и НАТО тука малку киксираше во однос на поддршката на САД, од друга страна можеби не е киксирање, бидејќи тоа го побара САД, НАТО не учествуваше директно во целата приказка. Каде е тука Европската унија, која што, да не се лажеме, нема никаде во целата оваа приказна. Многу работи издегува на виделина со иранскиот конфликт. Па, иранскиот конфликт, оваа војна операција во Иран покажа дека предност во меѓународната политика имаат актерите кои што располагаат со силни геополитички и воени ресурси, посилна економија и оние кои што имаат поедноставен и побрз начин на донесување на одлуки. Во моментов тоа тука предничат Соединетите Американски држави, Народна република Кина, Руската федерација, можеби уште 2-3 држави во светот кои што го имаат тој капацитет и дека меѓународното право сепак е второстепено во однос на реалната политика на оние кои што ги имаат овие капацитети на брзо одлучување и действување на геополитичката мапа на светот. И затоа Македонија сметам дека во овој период е добро, прво што си има свој уште предходно зацртан однос со официјален Вашингтон, бидејќи сепак и Соединетите Американски држави и НАТО алијансата имаат една поголема компактност со сите можни разлики кои што се вообичаени и се случуваат во демократските држави искажано различно мислење или став, сепак кохезијата на тој евроатлански круг е многу посилна од кохезијата на БРИКС, каде што гледаме дека иако Иран се соочува со една ваква војна операција против нив, действувањето на Русија и на Народна република Кина сепак не е она што некој очекувал да биде, тие да направат потек со кој што отворено ќе се конфронтираат со Соединетите Американски држави. Можеби во позадина има некаква асистенција, но гледаме дека тоа е до некоја граница на невидливост, за да не си создадат непријателство со главниот соперник кој што го имаат. И втората работа што сметам дека е добра
по однос на нашата надворешна политика е во вакви турбулентни времиња што Македонија има еден усогласен надворешно политички став кој што значи координираност помеѓу премиерот, претседателката на државата, министерот за надворешни работи, министерот за одбрана. Немаме разногласие. Има многу држави каде што тоа го има. Какафонија, да. И таквата какафонија во вакви турбулентни времења не помага. И добро е што оваа усогласеност е одлика на македонската надворешна политика во овој момент. Би било многу по-нелагодно доколку испраќате биполарни сигнали кон различни актери. Нашите сигнали се унифицирани и мислам дека на таков начин сме препознатливи и подоверливи како партнери со оние земји со кои што сме одлучиле да бидеме сојузници од стратешки карактер или од некој друг вид. И во тој контекст сметам дека Министерството за надворешни работи играе една битна улога на координатор на овој процес и мислам дека е добро тоа, а и она што го споменавте вие, самата активност на министерот и денешното негово присуство во Брисел и средбите на највисоко ниво со Европската комисија покажуваат дека Македонија е активна на повеќе полења. Значи не е само официјалната релација која што имаме и партнерството со Вашингтон, туку и сите други наши геостратешки определби или билатерални релации кои што сметаме дека треба да бидат зацврстени, зајакнати и унапредени. Гледам дека Министерството ги спроведува на еден добар начин. Повторно сме сведоци на едни два сосема различни светови, зборуваме во политиката, зборуваме за владењето на ВМРО ДПМН и на СДС. Ти беше токму министер за надворешни работи кој што го потпиша стратешкиот договор 2008-та. Јас како новинар имав чест да бидам во Вашингтон, Кондолиза Рајс нам беше, нели? Во Стејт департментот. Начинот на водењето на политиката тогаш, таа криза што се одвиваше 2007-та, 2008-та светската, Македонија не ја почувствува. Воопшто, да не се лажеме, нели? За разлика од корона кризата која што дојде, знаеме сите како ја поминавме, не само со корона вакцините, туку и на економски и на секој можен друг план. Еве сега повторно имаме една многу поинаква слика во однос на дејствувањата на македонската влада и македонската дипломатија, која што ако ја споредиме со она што се одвиваше минатите 7 години под СДС и ДУИ, тука не можеме да го заборавиме министерот Бујар Османи, кој што беше повеќе албански или косовски отколку македонски министер на моменти. Повторно сведочиме на едни два сосема различни света и во економијата, и во дипломатијата, на секое можно поле, некако разликите се премногу драстични, пластични, буквално кажам. Јас тоа што сум го забележал е дејствувањето на кога СДСМ ја има одговорноста да ја предводи дипломатијата или владата, или СДСМ заедно со ДУИ во случајот на Никола Димитров, Бујар Османи, други министри, тогаш македонските национални, стопански, па и други, да кажам, интереси, државни интереси биле предмет на подкусурување. Дали може дел од тие интереси да се тргува за дел од добивање на некој надворешен легитимитет за продолжено владење. Додека кога ВМРО ДПМН ја предводи владата или дипломатијата, тогаш македонските економски, национални, културни, безбедносни интереси се на прво место и се гледа што може дополнително да се направи ако се мирнодопски, светски, продуктивни, да речам, услови на функционирање, тогаш како може да се донесе инвестиција плюс во државата, или ако има кризни ситуации, тогаш како може партнерствата со други држави, а и самото действување внатре како влада и со стопанствениците, да се направи некој поттек кој што може да ја заштити државата од одредена криза или барем да ги ублажи последиците ако таа криза е неизбежна и е предизвикана од по-силни надворешни фактори. И затоа сметам дека тоа што го направија тогаш владата на СДСМ и ДУИ, особено по однос на евроинтеграциите, тие би ги зел како репереве кој може е мерлив и денес. Таквото лежерно трговско однесување кон националните интереси и
попуштање кон се и потпишување на секој документ кој што може да за возврат да им даде дополнителен бонус за располагање со државниот буџет за некоја година, нас не доведе во ситуација таа влада на СДСМ да превземе обврски кои што и денес се товар на државата, особено по однос на францускиот предлог и бугарските билатерални барања кои што ДУИ и СДСМ прифатија да бидат наш товар кој што го надминува мандатот на една влада и станува товар на државата, на една од стратешките точки и цели кон кои што сакаме да стигнеме. Зборуваме за евроинтеграциите, го спомена министерот Муцунски кој што денеска е во Брисел, ги споменавме и жешките костени кои што СДС ги остави со ДУИ, буквално кажано кукавичи јајца, најголемото од нив е францускиот предлог. Еве, токму денеска БГНС излегоа многу уплашени, тие се еден вид на национал-шовинистички браник на бугарската идеологија, нели? Па ги посоветуваа европратениците, бидејќи и таму не се сите од истата, нели, бранша и партија, што да правеле, бидејќи таму се одвива една битка со амандмани, но и им запречи повторно, како и лани, известувачот Вајц, кој што настапи со еден многу поинаков тон. Првин чувството беше полани дека се повлече, односно го исплашија со тоа што го направија. Имаше буквално притисоци, дури и закани по неговиот живот тогаш имаше, но испадна дека австриецот сепак не е толку мек како што очекува, излезе со многу поинакви, особено околу рамката размислување, преговорачката рамка и тргањето тоа настрана, бидејќи е факт дека не може да преговараме за и да зборуваме за копенхагеншки критериуми од една страна, а од друга страна да зборуваме за билатерални прашања поврзани со идентитетски прашања, јазик, националност, нација, историја и сето тоа. Има шанси да се разреши тоа прашање, јас не верувам искрено во Европарламентот, имајќи предвид дека ние не сме членка, а тие сепак се. Да. Во Европарламентот како институција бил, зборам за мнозинството пратеници, претежно имал во изминатите години наклонетост кон процесот на проширување. Так. И мислам дека мнозинство во тој дел за тоа како ја гледаат Европската унија во иднина и проширувањето како проект, мислам дека мнозинството европратеници би биле за тој проект во целина, па и по однос на Македонија. И самите дилеми што ги отвара известителот Вајц по однос на тоа што значи францускиот предлог, што значи вториот анекс, дали е или не е услов за да се отпочнат преговорите, упатува на заклучок дека и кај самите европратеници, кај еден добар дел од нив, постои дилема дали ваквото билатерално наметнување на проблеми или притисоци или уцени може утре да биде не само проблем на Македонија, туку може да стане проблем за Србија, за Црна Гора, за Албанија, за Украина, за секој еден кој што може да си има некаков недобронамерен соговорник внатре во самата Европска унија и да биде еден непринципиелен механизам со кој што би се загрозил најуспешниот проект на Европа, а тоа е проширувањето. Втората работа што ја забележав е дека има многубројни амандмани од страна на пратеници од соседна Бугарија. Најголем дел од тие амандмани не се добронамерни, одат во сосем друга насока. Еден дел од нив можеби се поврзани со изборите кои што доаѓаат во Бугарија и самиот тоналитет во тие амандмани, но еден дел од нив сигурно се и автентично мислење на подносителите на таквите амандмани. Иако тие амандмани не се добронамерни од страна на тие бугарски пратеници, сепак гледам и одредена полза во поднесувањето на таквите амандмани, полза надевајќи се дека дел од македонските политички актери, како што е СДСМ во случајот или некои други, во овие амандмани ќе препознаат искажување на став кој што некогаш официјалната влада во Софија нема директно да ви го каже. А тоа е дека менувањето на преамбулата не е единствената и последна работа која што е или ќе биде побарана од официјална Софија. Доколку внимателно се читаат амандманите, ќе се види дека
во нив може да се откријат уште нови 3, 4, 5 или 6 барања кои што би следувале после евентуалното менаџирање на уставните измени како обврска кој што ја превзедува СДСМ и ДУИ, и затоа велам се до одредена мерка и корисни ваквите амандмани за дел од политичките актери во Македонија да се освестат дека патот кон членството во ЕУ е пат кој што треба да биде извесен. И заради земјата која што има желба да се зачлени, но и заради репутацијата на Европската унија која што незиниот кредибилитет, ако и самата Европска унија сака да се задржи, тогаш добро е известноста кон членството да биде заеднички добро менаџиран процес и од земјата кандидат и од самата Европска комисија и земјите членки на Европската унија, и затоа сметам дека во СДСМ би требало барем овој дел на поднесени хиперинфлација на амандмани да го разберат како нешто сериозно кога говориме дека уставот не треба да се отвара така лесно и така често и тие отстапки да се нудат на тацна, дека разговараме за нешто реално и рационално во интерес на државата и на предвидливиот процес кој што сите сакаме да се случи на патот до Брисел, а не за некаков национален инает кој што некој од Македонија го води против некого од официјална Софија. Нели е врв на лицемерие и безобразие оној кој што ја смеси кашата со францускиот предлог, едва го изгласаа во собрание, во време кога и вие како политичка партија, како опозиција, целата опозиција бевте против, ние народот бевме десетици илјади на улици, тие го прифатија со двете раце, сега, откако го прифатија, ја направија бељата и го снесува тоа кукавише јајце кое што остана вие да се справувате со него како влада и Македонија. Воопшто, денеска на секој прес излегуваат и меѓу нив Венко, Филипчи и останатите и велат владата непотребно се расправа со нашите соседи и отвара прашања кои што не треба да ги отвара и меѓу другото порачуваат прифатете го, односно нели внесете ги бугарите во уставот. Премногу е лицемерно. Хипокризија до безкрај. Мислам дека ако СДСМ се уште цврсто стои на тој став дека треба сега и веднаш да се смени уставот и да се прифатат барањата од соседна Бугарија, тогаш тие не ја научиле лекцијата заради која во еден дел се наоѓаат во опозиција, не смогнале одважност да се извинат на бирачите, на граѓаните на Македонија, затоа што прифатиле нешто што државата ја става во еден ќорсокак. И не само тоа, туку самите нивни пресконференции покажуваат дека прифатиле предлог кој што сега и внатре во македонското општество предизвикува поларизација. Еднаш ќе ви префрли некоја политичка партија на албанците зошто не го спроведувате тоа, друг пат ќе префрли СДСМ, трет пат две медиумски куќи, новинари или аналитичари ќе влезат во некое соперништво на таа тема. Значи, генерално по сите параметри СДСМ и ДУИ прифатија не само предлог кој што не е во согласност со копенхашките критериуми, туку е предлог кој што одзема голем дел од енергијата на општеството за внатрешни непродуктивни препирки. И затоа сметам дека СДСМ треба да бидат посериозни во овој дел и најдобриот начин не да ја исправат грешката, која што тешко е дека може да се исправи, но барем да не одмагаат во овој процес кој што македонската дипломатија се обидува да го направи и да го, условно кажано, да го изменаџира, да го олесни патот за отварање на преговорите со одредена доза на известност која што би можела да биде подпишана, условно кажано, од страна на Европската комисија, дека доколку има било каква концесија од македонска страна, дека таа би била последна или дека би била имплементирана во моментот кога државата ќе може и реално да го почувствува бенефитот од станување на членка на Унијата. Но очигледно е дека СДСМ не ја научиле таа лекција или можеби сакаат да ја повторат лекцијата која што еднаш веќе ја применува и пораките кои што ги испраќаат по однос на францускиот предлог, ценам да не ги испраќаат како пораки до македонската јавност,
туку како пораки до некои меѓународни чинители. Нас не бива можеби за буџет како СДСМ, не бива за капитални проекти или за странски инвестиции, но доколку ви треба некој кој што треба некогаш да потпише, да смени устав, да прифати, да попушти, да апсолвира уште една, две или три концесии на било кој од соседите или од други држави, тогаш ние имаме потенцијал како СДСМ за тоа, па помогнете ни да се вратиме на власт и ние ќе возвратиме со уште едно такво предавство. Не можам навистина да ги дефинирам, но очигледно е дека во таа внатрепартиска борба што имаат во СДСМ, актуелното раководство се уште цврсто си ги застапува позициите на одбрана, па дури би рекол офанзивно промовирање на уставните измени како нешто што треба да се случи во било кој ден од неделата, а не како некој сериозен чекор кој што може да не донесе пак во услови на разочарување, доколку почнатите преговори за евроинтеграција ни се закочат повторно со некое второ или трето барање од страна на соседна Бугарија. Денеска присуствувавме и на една ненадејна изјава на Бисера Антоанета Стојчевска, која што кажа ние не клечевме и не го дававме името заради тоа да бидеме на власт. Јас се согласив да веројатно толку клечење, коленичење ги болеле колениците, па стоечкум молеле да го дадат името за останување на власт, но врвот на хипокризијата на СДСМ барем е паралелна и соодветствува со она бугарската. Тие настапуваат, барем нивните власти, не бугарите, со моментот дека ова што се случува во Македонија е против почитувањето на човековите права, зборуваме за влезот на бугарите во уставот, истовремено кога имаат 14 пресуди на Судот за човекови права во Страсбур за македонците и нивното здружување во Бугарија, што не го дозволуваат и ден денес, лицемерие кое што соодветствува реално на СДСМ, иако ти удираат по сопствената нација, овие барем си се само заштитуваат национал шовинистички или како и да е, но имаме една хипокризија и тука. Таа матрицата на однесување не е сменета. Еве ќе направам една паралела со СДСМ. Во времето кога Грција го оспоруваше нашето уставно име, ние на наша страна ја имавме пресудата од Меѓународниот суд на правдата во Хаг. СДСМ и ДУИ ја погазија таа пресуда, ја фрлија сосема во корпа за отпадоци и го прифатија Преспанскиот договор со клаузули кои што излегуваат надвор од рамките на било кои меѓународни конвенции. И најважно за нив беше да го направат тој чекор како одолжување на одредени актери кои што авансираа во СДСМ и во шарената револуција да ја превземат власта на начин на кој тоа го сторија 2016-2017 година. И втората паралела е денешната, што ја споменавте. Имаме пресуди од Европскиот суд за човекови права во Страсбург и го имаме францускиот предлог. За СДСМ, според нивната матрица, се знае што е поважно. Не ги интересира толку пресудите на Судот за човекови права, колку што ги интересира некој предлог кој што е контраверзен за Македонија, може да биде и болна национална концесија, но доколку нив им даде можност тоа да ги врати на власт, тие радо би му дале приоритет на еден таков чин, да имплементираат таков предлог, наместо да се застапуваат за пресудите од Судот за човековите права. И затоа мислам дека во овој контекст на меѓународната политика, секогаш во изминативе 30 години, во кој да е период од развојот на Македонија како независна држава, гледаме дека СДСМ била меката точка или ахиловата пета на македонските државни национални интереси. Секогаш со државните интереси на Македонија се правеле отстапки со цел истите да се тргуваат за добивање на надворешна поддршка како компензација за она што СДСМ го нема, а тоа е мнозинската поддршка од народот.
Имаме уште теми за отворање, ќе зборуваме за она што се уште е актуелно во Европа, но паѓа надолу, зборуваме за Европа во две брзини. Украина ја снема од мапата благодарение во наводници на Иран, така што имаме уште многу теми за отворање. Со нас е Антонио Милошевски, се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е Антонио Милошевски. Зборувавме за Европската Унија, за македонските закочени евроинтеграции благодарение на врелите костени, жешките костени на СДСМ во форма на францускиот предлог и се што направија, но еве Европа и Европската Унија како Европска Унија имаше идеи дури за Европа во две брзини за да се олесни приемот на Украина најмногу, нели? Кој што според многумина испадна и дека не е баш така, еве и најголемите земји во Европа застанаа против таков, нели, влез, па после да те примиме, а потоа ќе ги преговорите, нели, во тек и ќе ги исполнуваш критериумите и се. Како гледаш на оваа какафонија повторно во Европската Унија? Различни идеи, но тоа што го споменав и претходно, Европската Унија се разликува од другите играчи во меѓународната политика. Нема унисоност, има еден оркестар кој што треба да биде прилично добро наштиман за да има синхронизација. Најголемата слабост, буквално кажам. Тоа е можеби најголемата демократија, но и најголемата слабост во исто време. И таква е структурата на ЕУ. Тоа е реалноста, ние можеме да коментираме и да анализираме, но тоа е реалноста. Во секој случај, војната на Русија против Украина и таа агресија која што се уште е во тек, го донесе прашањето на проширувањето повторно на некоја површина. Една Данска, како земја членка на ЕУ, која што пред руската агресија кон Украина беше скептична по однос на процесот на проширување, сега има став дека проширувањето треба да биде дискутирано, претежно од геополитички и безбедносен аспект, но исто така и со запазување на одредени стандарди. Има една група на земји, кои што се посебно балтичките земји, скандинавските земји, па тука бија ставили Полска и Чешката република и други, кои што се силни приврзаници на интеграцијата на Украина во Европската Унија во одредена форма. Веројатно знаат дека тоа не може да биде полноправно членство, но се обидуваат договорот кој што евентуално би се случил за мир или некаков договор за прекинување на војната во Украина да го вклучува, да ја вклучува и европерспективата на Украина, додека од друга страна има други земји кои што кон проширувањето со Украина, Молдавија, Грузија, а прескокнувањето на земјите членки од Западниот Балкан не гледаат поволно на таквиот процес и сметаат дека земјите кои што се подолго време во чекалната или некои преговараат, би требало да имаат предност, а тоа се Србија, Албанија, Македонија, Црна Гора, Косово, Босна и Херцеговина. Турција е сепак специфичен случај и тешко дека тука нешто би се придвижило. Но она што беше објавено од страна на српскиот председател и албанскиот премиер како заеднички став во германскиот весник ФАЦ сепак е според мене една идеја за која што тие не одлучиле самостојно. Тој предлог веројатно е даден во консултација и со одредени земји членки на ЕУ. И од она што го имам добиено како брифинг е дека таквиот предлог прво земјите од регионот на Западниот Балкан да се интегрираат во европскиот единствен пазар и во Шенген зоната, а потоа последователно да оди исполнувањето на другите критериуми и пристигнувањето до конечната цел за полноправно членство во некој среднорочен период, има своји приврзаници во рамките на земјите членки на ЕУ, но има и соперници, некои кои што не гледаат благонаклонето. Но во секој случај тема за која што се дискутира. На таа тема ние како држава, како Република Македонија, досега не сме имале друга официјална понуда
освен она што во моментот е дел од процесот на проширување, а тоа е отварање на поглавја, нивно затварање, па потоа она што веќе го прават со години Србија, Црна Гора и Албанија. Но дали во иднина Европската Унија ќе смени нешто во моделот и начинот на проширување, дали овој предлог за земји членки во ЕУ без право на вето и без комесар ќе стане и официјален предлог на Брисел, не би можеле да преодицираме. Можеби ќе се знае нешто повеќе за ваквите дебати на самитот на Европската Унија и Западниот Балкан, кој што во јуни месец треба да се одржи во Црна Гора. И тогаш можеби ќе има и поотворени дискусии. Но она што го гледаме е дека многу често билатералните прашања стана лесна алатка за попречување на еден континентален мировен и економски проект, наречен проширување на Европската Унија, и Македонија тоа добро го знае и преку примерот со Бугарија, а претходно и блокадите од Грција, но во секој случај некогаш позади помалите земји членки можно е да стои и една или две или три да стојат повлијателни земји членки на Европската Унија, кои што не сакаат лично да трошат дел од државниот или меѓународен рейтинг да попречуваат една мала земја кандидат за членство во ЕУ при проширувањето, па користат некоја земја партнер која што може тоа да го направи во нивно име. И затоа мислам дека процесот на проширување во овие турбуленции меѓународни, вклучувајќи и војната во Иран, вклучувајќи ја и војната во Украина, во оваа 2026 година би било добро Европската Унија да донесе стратешка одлука. Без разлика кој ќе биде видот и формата на проширувањето, корисно е и за земите кандидати од државите на Западниот Балкан и за Европската Унија, доколку проширувањето ја има пред себе поголемата слика, таа интеграција веднаш или фазно се случи со земите од Западниот Балкан во рамките на ЕУ и со самото тоа корист ќе има и Европската Унија и земите од Западниот Балкан и на енергетски план, и на економски план, и на дипломатски, и на безбедносен, и Европа ќе добие поголема тежина во геополитички контекст на овие меѓународни односи. Следната среда, односно самите е токму во Црна Гора, но има една работа која што повторно им помага на евроскептиците. Оди вака работата, 2012-та почнува Црна Гора со преговорите, Да. 2026-та минатата недела го затвори 14-тиот кластер. Остануваат уште 19 цели кластери за затворање, за земја која што е 650.000 народ, малечка земја и територијално, и со народ, и со се, но има уште 19, па се шегуваа по социјалните мрежи, уште само 19 години, ако одиме логиката 14 години, 14 кластери, уште 19 години, многу е далеку работава отидена. Од 2013 година, кога Хрватска стана членка на Европската Унија, до денес, 2026 година, ние имаме непродуктивност, или еве да кажам слаба продуктивност во однос на проектот проширување на Европската Унија. Ако во минатото Естонија, Латвија, Литванија, Чешката република и други стануваа земји членки и тоа полноправни на Европската Унија во рок од 4, 5 или максимум 6 години од почеток на преговорите па до нивно финализирање со договор за полноправно членство, денес гледаме дека овие процеси траат навистина повеќе од деценија, што само за себе говори за приоритетот на кое ниво е процесот на проширување кај одредени земји членки на Европската Унија. Во тој контекст сметам дека би било добро за Македонија и гледам дека на тој план се работи барем од она што го имаме добиено како брифинг од Министерството за надворешни работи. Добро е Македонија да си гради долгорочни партнерства со земји членки на Европската Унија, кои што ќе го надживеат било кое менување на властите во едната или во другата држава. Такво едно партнерство имаме веќе изградено со Унгарија и мислам дека
истото ќе продолжи без разлика на политичките состојби во Македонија или во Унгарија. И тоа што го имаме како информација е дека Министерството за надворешни работи сега подготвува терен за едно слично стратешко партнерство помеѓу Македонија и Хрватска. Хрватска е сепак земја која што има добро познавање на регионот, имаме одлични политички односи, репутацијата на Хрватска внатре во рамките на Европската Унија е прилично стабилна. Трговските, економските, стопански односи помеѓу Македонија и Хрватска се на едно високо ниво и очекувам до крајот, би рекол, на првото полугодие на 2026 година, тој договор за партнерство помеѓу Македонија и Хрватска да биде финализиран и на највисоко политичко ниво да биде потврден. И Македонија треба, без разлика на темпото на дискусии внатре во ЕУ за проширувањето, да си ги гради своите партнерства со земји членки на ЕУ, за да може и сега и во иднина кога ќе се оствари таа стратешка цел за зачленување, тие партнерства да бидат добри, би рекол, добар капитал на една взаемна економска, дипломатска, политичка доверба, кој што ќе може да биде продуктивно искористен и во самата Европска Унија, кога ќе дојде време истата да се прошири. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам многу. Ми беше чест. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте живи и здрави и секако чувајте се многу.